Денес зборуваме за диети и за нивните не предности, туку недостатоци кои што ги имаат, а многу луѓе ги практикуваат. Добар ден на сите, добре дојдовте у 9-та епизода, јас сум Јосиф Дамјанов, ова што го гледате The Better Nutrition Show. Денеска ќе позборувам на една тема за која што многу луѓе не прашуваат, не пишуваат и поради која што многу луѓе доаѓаат кај нас во канцелариите и бараат помош, и тоа е поради тоа што пробале многу диети, као ова ни е последна надеж. У принцип, зошто диетите не даваат резултати на долг рок и зошто не функционираат? Причината е поради тоа што во Македонија и општо во светот е прифатено диета како нешто што едве чекаме да заврши. У принцип се јаде премалку дали јаглехидрати, дали протеини, дали нешто се крати во исхраната, и тоа се у принцип редукциони диети кои што имаат многу малку калории, се со цел за да се намали килажата, но многу луѓе имаат во главата митови дека со нејадењето ќе направат некаков резултат и што се последиците од диетите, да јас на вага губам, но го чекам денот кога таа диета ќе престане за да можам да јадам најнормално. Килажата која што ја губите на таа вага во голем дел е мускул, во голем дел се некои губење на непотребни работи од телото, кои што во принцип не значат масти. Мастите многу тешко ќе ги потрошите, односно се последниот извор на енергија кој што телото ќе го потроши, но доколку го убрзате вашиот метаболизам. Најчесто се случува да, не знам, еден ден е воден ден, друг ден е само овоше, трет ден е протеини, па не знам, протеински диети со јаворов сируп, бла 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 бла. Во принцип вашето тело не е програмирано да у вторник му требаат протеини, у среда му требаат јаглехидрати, да у четврток му требаат салати или овоше. Секојдневно му треба од се по нешто, затоа никогаш ве молам повеќе немојте да се ставате на било какви диети, подобро имајте вишок на килограми, подобро живеете така како што живеете, отколку да му правите експерименти на вашето тело, бидејќи тоа памти. И многу луѓе денеска кои што доаѓаат имаат проблем да можеби постигнат посакувана брзина во намалувањето на вишокот на килограми и на масти, поради тоа што нивното тело веќе има создадена аверзија од менување на начинот на исхрана и постојаните диети и шокови кои што му ги правите. Затоа обезбедете му тоа што му треба е редовност во исхраната, доволно вода и доволно нутритивна вредност, и вашето тело само ќе си ја најде идеалната телесна композиција која што ја посакува и му треба. Во оваа епизода бевме сосема кратки и конкретни, нема повеќе да должам. Ви посакувам убав ден, квалитетни животни навики и повторно ве оставам со мојата молба до вас и совет да никогаш повеќе не употребувате било какви диети или нешто што подразбира редукциона исхрана и исклучување на одредени работи од исхраната. Имате си убав викенд пред нас и се гледаме во 10-та епизода. Чао, чао. Чекај, не се даме.